Дали со промена на институционалниот идентитет целосно ќе се загуби македонскиот, за кој владата тврди дека со потпишување на Преспанскиот договор го зачувала? Многу е важно дома да не бидеме обезличени, да не бидеме обезчестени. Кога влевавте во оваа влада, таму пишува влада на Република Македонија. Да не мораме тоа да го смене. Ова е изјава која премиерот Заев пред 4 месеци ја даде за БТВ, бугарската национална телевизија, а 2 месеци потоа, коментирајќи го Преспанскиот договор, премиерот вели: Со промените на уставот и конечното ратификување на договорот во Грција, тоа станува вековно и трајно и историско, тогаш значи дека ова влада ќе биде влада на Република Северна Македонија. Спроведувањето на договорот би значило промена на лични карти, возачки дозволи, пасоши, изводи, сведителства, дипломи. Сите лични документи би го содржале терминот Република Северна Македонија. Истиот вклучува промена на денарите, на учебниците, на називите на институциите. Никаде во официјалната комуникација нема да смее да се употребува сегашното уставно име. Дури и во филмовите и сериите кои се финансирани од државата, што најчесто и е случај, ќе мора да се користи додавката Северна. Од опозицијата обвинуваат дека владата целокупната кампања ја темели на лага. Како е зачуван идентитетот кога институционалниот идентитет ќе се изгуби. Доколку вие го изгубите институционалниот идентитет, кој што представува трейдмарк за вашиот национален идентитет, не знам каков идентитет вие сте зачувале. Не станува збор само за институционалниот, не станува збор за националниот идентитет, туку станува збор за погрешна логистика и погрешна стратегија во водење на целокупниот процес на преговори. 20 страници од договорот во целост можат да ги разберат единствено експертите по уставно и меѓународно право. Работата не би била завршена само со промена на уставот. Ќе треба да се менуваат и сите закони и подзаконски акти, односно да се направи ремонт на целиот правен систем. Дополнително се предвидува и формирање македонско-грчки комисии кои ќе прават ревизија на историјата и ќе го утврдуваат користењето на терминот Македонија во трговските марки, односно на производите.